Почитувани представници на медиумите, почитувана македонска јавност, почитувани граѓани, изминативе денови во јавноста една тема ги разбранува страстите и оправдано. Тоа беше цената на електричната енергија, која што ќе биде практично регулирана од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Македонија во неделите кои што следат, а која што ќе биде апликативна, односно важечка од 1 јули заклучно со 31 декември 2024 година. Во јавноста простори информација дека истата ќе претрпи значителни корекции во негативен тренд за граѓаните, односно истата ќе биде зголемена. Имајќи предвид дека како една влада не сакаме да се мешаме во работата на независните регулаторни тела, но исто така како една влада имаме одговорност, а тоа го ветивме и пред граѓаните за време на кампањата, за време на претседателските и парламентарните избори, дека тие ќе бидат нашиот приоритет, стандардот на граѓаните ќе биде наш приоритет и како такви, и како една влада имаме намера сериозно да се грижиме за стандардот на граѓаните и да не дозволиме истиот тој стандард поради ситни интереси на поединци да биде начнат, односно загрозен. Во таа смисла, група пратеници од коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, денеска, прво подпишан сум јас, доставивме до архивата на Македонското собрание предлог закон за дополнување на Законот за енергетика по скратена постапка. Што е всушност овој предлог закон за дополнување на Законот за енергетика? Тоа е всушност предлог закон со кој нема да има зголемување на цената на електричната енергија за домакинството, односно стандардот на граѓаните ќе биде заштитен, а со овој предлог закон нема да се дозволи она кое што прострои изминативе денови во јавноста како информација, да биде драматично зголемена цената на електричната енергија. Цениме дека со овој предлог закон за дополнување на Законот за енергетика по скратена постапка, посебно домакинствата кои што се во првата и втората група нема да добијат зголемени сметки за електрична енергија, а исто така очекуваме и оние кои што влегуваат и во третата и во четвртата група, зголемувањето на цената на електричната енергија да не биде значително, односно да се движи помеѓу 1 и 2%. Тоа е она кое што ние како една влада можеме да го направиме. Со други зборови, нема да има зголемување на цената на електричната енергија за домакинствата кои што добиваат електрична енергија од универзалниот снабдувач. Сега, ако ми дозволите, би влегол малку и во суштината. Тука малце ќе ми треба и стручно објаснување, ќе се обидам на едноставен начин да сето тоа го доближам до вас, за да може на македонската јавност и на граѓаните да им биде појасно. Како се формира цената на електричната енергија? Цената на електричната енергија се формира како збир од 4 собирока. Тоа е цената која што за своите услуги ја наплаќа МЕПСО, цената која што за своите услуги ги наплаќа ЕВА на дистрибуција, цената која што за своите услуги ги наплаќа операторот на пазар или МЕМО, плюс цената на самата електрична енергија. Вие слушнавте во јавноста дека самата цена на електричната енергија, која што ЕСМ, поранешно ЕЛЕМ, ќе ја доставува до компанијата која што е универзален снабдувач, официјално се уште таа цена не сме ја виделе, но слушнавме дека владата донесна одлука на една од седниците таа цена да се зголеми. Од тоа што можеме во јавноста да го слушнеме, цената од 57 велеа дека донеле одлука да ја зголемат на 60 евра за мегават час. Ке видиме дали е тоа така. Но бидејќи ние сме внимателни и рековме дека наш приоритет представуваат граѓаните и нивниот стандард, затоа пред време превземаме мерки со кои што не би се случил овој ценонен шок, а потоа да имаме инфлаторна спирала која што ќе го начне стандардот на нашите граѓани. И да се вратам сега на формирањето на цената. Сите овие 4 собирока на крај се множеа со коефициентот 1,115. Зошто со овој коефициент? Затоа што тоа беше старата маржа која што универзалниот снабдувач ја наплаќаше од домакинствата. Или тоа е 11,5%.
Откако истече тој рок, односно откако истече лиценцата, со старата маржа, за стариот универзален снабдувач се распиша нов јавен оглас, нов тендер и најповолната понуда ја намали таа маржа од 11,5 на 9,9%. Што правиме ние со овој закон? Со овој закон, всушност, односно дополнување на законот за енергетика, всушност велиме дека не е потребно, бидејќи станува збор за исто правно лице, повторно формирање на ново правно лице, нова структура, нови трошоци за банкарски сметки, нови процедури и така натаму, нешто што ќе трае со месеци, туку велиме дека, бидејќи станува збор за старо нов, бидејќи истиот кој што и порано бил универзален снабдувач како правно лице, ќе продолжи да биде универзален снабдувач како правно лице и во иднина, нема потреба да регистрира ново правно лице, бидејќи станува збор за истото, само му ја продолжува регулаторната комисија по основ на овој предлог закон кој што ние го доставуваме за дополнување на законот за енергетика, важноста на лиценцата, и тоа значи дека наместо маржа од 11,5%, која што до сега им беше наплаќана на граѓаните, ќе биде наплаќана маржа од 9,9%. И истовремено упатувам порака до универзалниот снабдувач да врши многу внимателно оптимизација на своите потреби, односно при набавката на електричната енергија да се води најпрвен од интересите на граѓаните, а потоа да направи вистинска оптимизација на своето портфолио кое што понатаму ќе го испорача кон граѓаните, да не набавува количини на електрична енергија кои што нема да бидат потребни, туку да се држи до пристапот кој што ќе биде чесен, одговорен и пред се инспиративен за граѓаните, односно да направи оптимизација на својата набавка на електрична енергија. Доколку овие две работи се случат, односно овој закон за дополнување на законот за енергетика се донесе, ќе биде намалена маржата од 11,5 на 9,9% и доколку универзалниот снабдувач направи оптимизација на своето портфолио, односно оптимизација на количините на електрична енергија, тогаш јас ви уверувам дека граѓаните нема да добијат повисоки сметки за електрична енергија. Ние сме влада која што е одговорна, ние сакаме да бидеме влада која што главен интерес ќе биде интересот на граѓаните, така во овој период додека се уште не сме официјално влада се однесуваме, така ќе продолжиме и во иднина. А ќе сториме се што е во наша моќ во овие 6 месеци да го реорганизираме енергетскиот сектор во Македонија и веќе во следниот регулационен период од 1 јануари 2025 до 30 јуни 2025 граѓаните да добијат поевтини сметки за електрична енергија, индустријата да добие онаа која што е на регулираниот пазар поевтини сметки за електрична енергија, на тој начин инфлацијата ќе биде задушена, односно цените наместо да се качуваат, ќе се намалуваат. Граѓаните се нашиот приоритет и како идна влада имаме намера да не бидат исклучиво важни граѓаните. Граѓаните направија тоа што требаше да направат, сега идната влада предводена од ВМРО ДПМН треба да направи за граѓаните. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Ако добро ве разбрам, господин Мицкоски, наместо процентот од коефициентот од досегашната профитна маржа, сега се зема процентот од коефициентот од 9,9 за да се може со цената од така е. Така е. До сега беше маржата за универзалниот снабдувач 11,5%. Имаше тендер, бидејќи заврши стариот договор и на тој тендер доби правно лице со понуда од 9,9%. Според информациите кои што јас ги имам на располагање, периодот на жалби и така натаму заврши, односно веќе е правосилна таа понуда и сега да не чекаме поради сите формалности кои што се во овој закон, формирање на ново правно лице, нови банкарски сметки, нови процедура која што ќе трае со месеци, бидејќи станува збор за старо новото правно лице, ние со овој закон, кој што е дополнување на законот за енергетика по скратена постапка, велиме бидејќи станува збор за истото правно лице, ајде да ја овозможиме на регулаторна само да ја продолжи важноста на лиценцата.
да не губиме време, а граѓаните да добиваат повисоки сметки. Туку едноставно регулаторна комисија за енергетика да има можност со овој закон да може на старо новиот универзален снабдувач веднаш само да му ја продолжи важноста на лиценцата за снабдување на сите оние потрошувачи кои што се на регулираниот пазар. Па тоа зависи од председателот на собранието. Ние денеска ја поднесовме, имајќи предвид дека викендов ќе биде дебатата за изборот на нова влада, имајќи предвид дека 1 јули ни тропа на порти, што се вели, очекувам дека веќе во текот на следната недела оваа процедура ќе биде завршена, за да можеме да ја овозможиме на регулаторна комисија да постапи согласно измените, односно дополнувањата на Законот за енергетика и да можеме на граѓаните да не ги изненадуваме непријатно, туку да ги изненадиме пријатно и ова што простори во јавноста како информација за зголемување на цената на електрична енергија да не се случи. Па имаше консултација овие денови и врз основа на тие консултации дојдовме до конвергиравме кон едно решение. Тоа решение денеска е дел од овој закон за дополнување на Законот за енергетика по скратена постапка и цениме дека на овој начин го сочуваме стандардот на граѓаните во следните 6 месеци, а потоа, како една влада, ќе дадеме се од себе да ги изненадиме пријатно граѓаните и од 1 јануари 2025 да имаме уште пониска цена на електричната енергија за оние кои што ја користат на регулираниот пазар. Другата, кој што е на слободниот пазар, зависи од трговците, не од владата. Токму тоа е и вториот дел од мојата порака денеска, покрај законот. Вториот дел од мојата порака е да универзалниот снабдувач го оптимира своето портфолио, односно количините на електрична енергија, кои што се неопходни за да ги снабдува потрошувачите на регулираниот пазар, имајќи предвид дека таму има одредена флексибилност. Флексибилноста е плюс 10 минус 30% од тоа кое што јас го знам. Ценам дека со еден ваков тип на оптимизација, количините на електрична енергија кои што се надвор од оние количини кои што ќе ги испорача АДСМ, се по цена која што очекувам да биде најмалку 2 пати поголема од таа која што ја испорачува АДСМ. И во тој случај очекувам преку тој процес на оптимизација да се задржиме исклучиво само на количините кои што ќе ги испорача АДСМ и на тој начин да немаме ценовен шок, односно да немаме зголемување на цената на електрична енергија за домаќинствата. Така е. Па, опозицијата и сите оние 120 пратеника во парламентот, без разлика дали се опозиција или власт, треба да се грижат за граѓаните. Бидејќи граѓаните се тие кои што нив ги избрале, стандардот на граѓаните е наш приоритет и треба да е приоритет на сите 20 пратеници во македонскиот парламент. Истовремено со овие две пораки и со овие две решенија, едното е овој закон по скратена постапка за дополнување на Законот за енергетика, другото е пораката за оптимизација на портфолиото на универзалниот снабдувач. Ние практично правиме маневар за да не дојде до зголемување на цената на електрична енергија за граѓаните и за оние потрошувачи што се на регулираниот пазар, а со тоа да не дојде до инфлаторна спирала во нагорна линија и да бидат поскапени дел од продуктите во маркетите.
така што цениме дека сите 120 пратеника треба да го поддржат тоа. Важни ветувања за граѓаните, вклучувајќи минување на терминот 20% за албанските разлики, председателот да се избере во собрание, затварање на казината, давање по 10.000 евра за секој граѓанин. Сега јас не сум стигнал да го почнам целата програма ваша, меѓутоа секои од тие главни барања на вреди се вклучени во вашата програма за кои беа прифатени од ваша страна. Постојат 4 столба околу кои што се обединува идната владина коалиција. Првиот и најважен борба против криминалот и корупцијата. Вториот подобрување на стандардот на граѓаните, односно економската состојба во целина. Третиот забрзување на процесот на евроинтеграција на Македонија како држава. И четвртиот се разбира тука рамномерен развој, забрзување на процесот на децентрализација и така натаму и така натаму. Тоа се 4 столба околу кои што се обединува идната владина коалиција и планираме до тие 4 столба да се држиме. Планираме, за разлика од минатите 7 години, да бидеме исклучително успешни. Амбицираме да бидеме најуспешна влада во овие повеќе од 3 децении независна македонска држава. И треба да видиме како сето тоа ќе функционира од понеделник. Јас сум убеден дека ќе функционира успешно, дека убави денови доаѓаат за македонските граѓани, и за македонците, и за албанците, и за сите останати, и за србите, и за ромите, и за турците, и за власите, и за бошњаците, за сите буквално. Нема да ги делиме граѓаните на вакви или такви, на политички определени, неопределени, според верска, според национална припадност, политичка припадност или неприпадност. Како што кажав, граѓанинот е нашиот центар, оска околу која што сите ние ќе конвергираме и се што е во интерес на граѓаните, идната влада има намера како политика да го води. Дека од моментот кога ќе преземете функцијата, инсистирате на оваа република, ќе се најдете во многу невидатна позиција која ќе се сретнете на самитот. Кој беше коментари како се самитот? Се подготвувам јас. Јас сум човек кој што се подготвува и сака предизвици. И би сакал да го видам и тој предизвик. Мојата позиција е јасна и тука не треба никој да има дилема. Доколку постојат во Европа, а не верувам дека постојат европски политичари кои што се представуваат како современи, модерни политичари на 21. век, а сепак имаат во себе талибански мотиви, па сакаат да го загрозат човековото право, кое што е заштитено со многу меѓународни конвенции, тогаш јас сум подготвен со тие луѓе да аргументирам и да дебатирам. И тука не треба да имаме никаква дилема. Мојот интерес е да градиме мостови, а не да ги уриваме, да разговараме врз основа на аргументи и врз основа на факти. Јас сум подготвен и со аргументи и со факти да разговарам, како што тоа го правам целиот мој живот, не само на НАТО самитот, каде и да е, и во Атина, и во Скопје, и во Брисел, секаде сум подготвен да разговарам со факти и аргументи. Ние денеска, ако ги слушавме тие пораки, веќе требаше да отпочне ратификацијата на протоколот за влез на Македонија во рамките на Европската унија, бидејќи се сеќавам дел од политичарите кои што сега гласни се за Преспанскиот протокол седеа пред мене, договор седеа пред мене пред 6 години и ме гледаа во очи и ми велеа само уште ова Христијан нека помине и за 5 години, 6 години вие сте дел од Европската унија. Би сакал истите тие да ги погледам во очи и да им кажам сега јас што имам да им кажам, бидејќи и тогаш им кажував и сега исто така им го кажам, дека се нечесни, дека даваат лажни изјави
и дека го манипулираат овој мал, но драг, скапоцен народ во срцето на Балканот. И се додека има манипулации и двојни стандарди, и се додека не се држиме до копенхагенските критериуми и вредностите дефинирани од тројцата многу важни луѓе за Европската унија, Де Гаспери, Шуман и Аденауер, нас ке ни се случуваат вакви анахрони изјави, талибански методи и враќање во средниот век, наместо да гледаме кој недината. Ви благодарам да имате... Каква дебата очекувате? Каква дебата? Кратка, брутна, што е договорено? За законот ме прашувате? Не за законот, прашувам за влади, за изборот на влада. Па, очекувам конструктивна дебата. Очекувам дебата која што... Долга, кратка, ќе почнете во сабота? Па јас сега не би навлегувал во геометриската содржина на дебатата или во време траењето. Има договор со премиерот сега да видам малку појасно. Требаше да има договор, неформален со тоа како начално би изгледала. Немам таква информација. Простете, но немам таква информација. Можеби некој од координаторите на пратеничките групи може да ви кажат. Јас знам дека треба да трае максимум 2 дена да заврши на полноќ во недела на 23. Да. Ви благодарам, убав ден да имате. Хајде. Дел од вашите идни владени партнери, тоа коалицијата преди веќе ги поминале низ нивните партиски дели и ги објавува вториот ешелон за заменичките министерски позиции. Докаде е ВМРО во тој дел, колку за такви позиции ќе имате и ако веќе е нешто прецизирано, да можете ги откриете кои ќе бидат такви позиции за улици. Па како коалиција Твоја Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, мислам 11 или 12 ќе бидат такви заменички места. Принципот на министер, државен секретар, ви го кажував, мислам дека на една од претходните пресконференции. Вообичаена пракса е да неколку недели по изгласување на кабинетот со министри да дојде на дневен ред и делот со заменици министри. Многу скоро ќе биде доставен и списокот на заменици министри кои што ќе дојдат од редовите на коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Ви благодарам.